На само 10 дена пред почетокот на новата учебна година, родителите пред нов и голем предизвик. Каде ќе го продолжат воспитно-образовниот процес нивните деца? Ова прашање деновиве најчесто им се врти во глава на поголем дел од родителите чии што деца од 1 септември треба да седнат во училишните клупи. Оптимизацијата почна да се реализира, а со тоа и ставањето клуч на врата на повеќе основни училишта широм државата. Министерката Јаневска вели дека е запозната со протестот на родителите во општина Карбинци и ќе направи напори заедно со општината да дојдат до заедничко решение. Не е во прашање училиштето се оптимизира. Во прашање е начинот на кој живеат и учат децата. Децата не може да живеат изолирано во одредени средини, со одредени норми, со одредени стереотипи и да учат повеќе ученици во комбинирани паралелки. Ако мора и е неопходно да ќе учат во комбинирана паралелка, ако селото се наоѓа на 30, 40 или 50 километри оддалечено од другото најблиско училиште. Но ако тие се на 2 до 3 километри оддалечени од другото училиште, децата треба да се социализираат. Но, засега останува отворено прашањето на уште колку училишта ќе им биде ставено клуч на врата пред почетокот на новата учебна година. Во општина Карбинци со оптимизацијата ќе бидат опфатени вкупно 6 паралелки, тврди градоначалникот Паунов. Оптимизацијата на паралелки не значи затварање на училишта. Една од паралелките ќе биде во селото Парналија, една во селото Калузлија, една во селото Оджалија, овие се во турскиот дел на општина Карбинци, односно во делот кај што живеат етнички турско население. 2 паралелки ќе бидат во Долни Балван, овие го кажувам од претходната година, и една паралелка ќе биде во селото Крупиште. Така што во селото Крупиште ќе продолжи да работи една паралелка на ученици од 1 до 5 оделение, затоа што бројот изнесува 9, а законот вели комбинирана паралелка до максимум 10 ученици може да се формира. Затоа и во Долни Балван овој број не се соодветствува со овој член од законот. Откако родителите на 13 ученици од 1 до 5 оделение од село Долни Балван реагираа против затворањето на подрачното училиште, поради што нивните деца од 1 септември треба да посетуваат настава во соседното село Таринци. Јаневска денес нагласи дека Министерството нема да наметнува решенија и дека процесот ќе се одвива во консултација со општините и родителите. Многу пати сум рекла дека насилно ништо не правиме. Секој оди во договор со општините, Министерството дава предлог. Секој оди во договор со општините и секако со родителите. Ке го замолиме градоначалникот да поразговара со родителите и ние ќе направиме напори да се сретнеме со родителите да постигнеме заедничко решение. Инаку оптимизацијата се спроведува од страна на општините, додека Министерството дава предлози кои според ресорната министерка се во интерес на учениците и нивното образование.